Почитувани ги следите вестите на Канал 8. Добро дојдовте. Маски, дезинфекција, мерење температура, редари на влезовите. Се дел од мерките за почетокот на учебната година со физичко присуство на сите ученици во основно и средно образование. Наставата ќе биде со физичко присуство се додека дозволува епидемиолошката состојба, велат од Министерството за образование и наука, кои се надеваат дека предлогот за почеток на наставата со физичко присуство од септември ќе биде прифатен од владата. Училиштата откочани се подготвуваат за наставата и средбата со учениците. Министерството за образование и наука и одговорните во училиштата низ земјава очекуваат дека владата на седница ќе донесе одлука за почеток на учебната 2021-2022 година со физичко присуство на наставата, по препорака од главниот кризен штаб, кој на состанок оцени дека се создадени услови за отворање на училиштата. Тоа ќе значи дека од 1 септември сите ученици од 1 до 9 во основно и учениците во средните училишта ќе се вратат во училишните клупи, за разлика од минатата учебна година, кога на настава физички присуствуваа само учениците до трето оделение и повозрасни ученици во мали училишта, односно подрачни и во рурални средини, а другите следеа онлайн настава. Исклучок од одлуката за настава во училиште може да бидат учениците со хронични болести или кои имаат член во семејството со хронична болест. Онлайн настава ќе следат и они ученици кои ќе бидат во изолација. Министерката Царовска истакна дека очекува наставата во училиштата да се одвива без проблеми, зашто и искуството лани покажало дека во училиштата немало трансмисија на вирусот. За спречување на ширење на вирусот ќе придонесе почитувањето на здравствените протоколи, како и имунизирањето на вработените во училиштата. До сега над 62% се вакцинирани, што е двојно повисок процент од националниот на вакцинација. На одобрување за физичко присуство на учениците од септември се надеваат и одговорните во кочанските училишта, зашто и интензивно се подготвуваат. Вчера се вратија 99% од наставниците во училиштето и веќе интензивно се припремаме за почетокот на новата учебна година. Се надевам дека по најавите на Министерството и очекуваме денеска или утре владата да го одобри, значи присуството на ученици со физичко присуство да бидат, и мислам дека ова година како што и треба нели во училиштата да се вратат деца каде што е место. Нашето училиште, како што кажавме, интензивно се спрема, веќе се подготвени училниците, хигиенски и технички. Во училиштето се работи веќе на промена на прозорите во спортската сала, исто така се работи на фасада на помошниот дел, значи каде што се забачињата, се работи на термофасада, каде што е готова, уште малку ќе биде готова, и исто така се работи на ѕидовите околу истата зграда, каде што се цртаат морали кои го представуваат училиштето, нели, за детските морали. Завршена е набавката и овие денови ќе бидат наместени смарт таблети кои ќе бидат потребни за во четврто оделение со новата концепција што е за четврто оделение. Исто така се набавени многу нагледни средства што ќе ги користат наставниците во прво и четврто оделение, меѓутоа тоа не значи дека и за другите наставници тоа нема да биде корисно. Сакам да кажам дека сме спремни и со кадар, спремни со се, и така да само очекуваме да дојде 1 септември да започнеме со физичко присуство на учениците. Петров додаде дека сите овие активности кои се во тек во училиштето се прават со сопствени средства од буџетот на училишната установа. Од Министерството за образование посочија дека постојано ќе ги следат препораките од Комисијата за заштита од заразни болести и доколку дојде до влошување на состојбата и се зголеми ризикот, Министерството е подготвено и за други две сценарија кои ги представи минатиот месец: онлайн настава и комбинирано следење на наставата, односно неделно ротирање на групи ученици за настава во училиште и онлайн.
Епидемиолошките служби во училиштата ќе проценуваат и ќе утврдуваат дали некои ученици или цело оделение ќе треба да бидат изолирани. Во протоколот за почеток на учебната година со физичко присуство стои дека сите влезови во училиштата треба да бидат отворени. Мора да има редарска служба. На децата и наставниците ќе им се мери температура. Задолжителна е дезинфекција на рацете, забранет е влез без заштитна маска. Внатрешните простории мора да се проветруваат и дезинфицираат. Не е дозволено мешање на деца од различни паралелки. Контактите на наставниците со родителите на ученици може да бидат само преку телефон или интернет. Комуналното јавно предпријатие Водовод ќе вложи околу 20.000 евра собствени средства за набавка на нова мерно-регулациона опрема за јавната водоводна мрежа. Со тоа треба да се обезбеди намалување на загубите на вода и контролирање на местата што досега беа така наречени слаби точки во водоснабдувањето. Во рамки на подобрувањето и модернизирањето на системот за водоснабдување, како и контролирање на загубите од мрежата, комуналното предпријатие Водовод ќе набавува нова мерно-регулациона опрема. За оваа намена планира да инвестира нешто повеќе од 1.200.000 денари од сопствената сметка. Веќе е објавен јавниот повик за избор на добавувач на опремата. Според техничката спецификација во тендерската постапка, планирано е да се набават автоматски контролни вентили од мембрански тип, како и контролни вентили за редукција на притисокот при мал проток на водата. Исто така ќе бидат набавени и електромагнетни, прирабни и инсертни мерачи на протокот. Од добавувачите се бара да понудат квалитетни производи од докажани производители, за што ќе треба да се приложи и писмен доказ за исполнување на потребните технички спецификации. Исто така, во понудата задолжително треба да биде наведен и називот на производителот на опремата, како и да се обезбеди гаранција од најмалку 1 година. Рокот за пријавување на заинтересираните добавувачи е до 19 август, а испораката на опремата ќе биде сукцесивно во текот на 12 месеци според потребите на комуналното предпријатие Водовод. Набавката на опремата се реализира паралелно со постапката за реконструкција на главниот потисен цевковод, што заедно треба да овозможи осетно намалување на загубите на вода од градската водоводна мрежа во Кочани. Општина Кочани продолжува со изградбата на комуналната инфраструктура наменета за пешаците. Акцент е ставен на централното градско подрачје и на дел од селата, како и на околината на новата детска градинка. Општина Кочани реализираше над 1000 метри нови тротоарски површини за период од околу 2 месеца. Со договорот за изведба на тротоари исклучен по спроведената набавка со фирмата КОП Инженеринг од Скопје, во моментот се поставуваат бетонски павер елементи на улиците Февруарски поход и Ѓорче Петров во градот, како и во селото Тркање. Целта е во Кочани и во населените места подеднакво да се подобруваат сообраќајната безбедност и продноста за учесниците во сообраќајот. Во Кочани, паралелно со рехабилитацијата на левиот коловоз на булеварот Тодосија Паунов, се реконструира и тротоарот. Со градежните работи е опфатена површина од 3420 метри квадратни. Стручните служби од општина Кочани истакнуваат дека се става акцент и на уредувањето на градежното земјиште во непосредна близина на локацијата каде што се гради новата детска градинка на Драчевик. Причина за тоа е што со започнувањето со работа дополнително ќе се зголеми фреквенцијата во сообраќајот. Исто така, во овој дел од градот забрзано се развива и со изградбата на новите социјални згради, кои што го зголемуваат бројот на домаќинствата и концентрацијата на население во западниот дел на Кочани. Претходно во градот се изградија и реконструираа тротоарите на улиците Роза Петрова, Браќа Ставриеви, Маршал Тито и Страшо Ербапче, што придонесе за подобрување на квалитетот на површините што се наменети за пешаците. Општина Кочани го објави повикот за пријавување кандидати за добивање на општинските награди за значајни остварувања и за животно дело. Писмените пријави можат да се поднесуваат до одборот за доделување награди на општината до 25 август. Во пресрет на 7 септември, денот на ослободувањето на Кочани, Одборот за доделување на највисоките општински награди го објави јавниот повик за доставување предлози за кандидати за добивање на наградите.
Како и во претходните години, ќе биде доделена награда за значајни остварувања за развојот на општината Кочани, за која може да конкурираат поединци, групи творци, екипи, установи, трговски друштва и здруженија на граѓани. Општина Кочани ќе ја додели и наградата за животно дело, за исклучителни резултати и остварување во областа на науката, иноваторството, уметноста, стопанството и во другите дејности од јавен интерес, а по претходна оценка на одборот. И двете општински награди се во вид на плакети со оризова ракатка, што е символ на Кочани. Предлозите со имињата на кандидатите треба да се доставуваат до одборот за доделување награди во писмена форма на адреса на општина Кочани. Јавниот повик за пријавување трае до 25 август. Инаку, прв добитник на наградата за животно дело во 2010 година и беше основачот на Институтот за ориз во Кочани Лазар Бабамов, а една година подоцна таа му припадна на основачот на музичкото училиште Ристо Јуруков. Потоа наградата ја добија и поранешниот стопанственик и градоначалник Тодосија Паунов, спортскиот работник Јордан Манов, музичкиот амбасадор на Кочани Стево Теодосиевски, академикот Благој Попов, поранешниот стопанственик и пратеник Иван Иванов, врвниот лекар Константин Апостолов, музичката група Тенеси, како и амбасадата на Швајцарија. Наградата за значајни остварувања пак им беше доделена на боречкиот клуб Спартак, местната заедница Бели, клубот за гимнастички спортови Партизан, Сдруженијето на пензионери, женскиот фудбалски клуб Кочани, основното музичко училиште Ристо Јуруков, сликарот Танас Дедов, фудбалскиот клуб Осогово, компанијата Антура и постхумно стопанственикот Драган Петров. Минатата година наградата за животно дело му припадна на културниот работник Васил Ангелов, а признанието за значајни остварувања во развојот и промовирањето на општина Кочани ја понесе младата актерка Наталија Теодосиева. Објавен е распоредот за тестирање на кандидатите кои се пријавиле на повикот за попишувачи и инструктори за предстојниот попис на населението. Тие се поделени во 10 групи, а ќе се тестираат в четврток и петок. Комисијата за пописниот реон 13 ги известува кандидатите кои се пријавиле на јавниот конкурс за ангажирање на реонски попишувачи и реонски инструктори за пописот на населението, домаќинствата и становите, дека тестирањето за оние кои се пријавиле заклучно со 16 август ќе се спроведе во училници на Средното општинско училиште Лјупчо Сантов на 19 и 20 август. Пријавените кандидати ќе се тестираат во 10 групи по 12 лица во група. Првата група ќе го почне тестирањето во 9 часот на 19 август, а последната во истото време на 20 август. За време на тестирањето ќе присуствуваат државни инструктори. Тестирањето на кандидатите ќе се спроведува според протокол за примена на превентивните мерки со задолжително носење заштитна маска за цело време на тестирањето. При тоа ќе се одржува растојание од 1,5 до 2 метри. Задолжително ќе се дезинфицираат рацете при влез и излез и задолжително ќе се мери телесната температура. На лицата кои имаат измерена температура од 37,2 степени Целзиусови нема да им се дозволува влез во училницата. Кандидатите за реонски попишувачи и инструктори што се пријавиле на јавниот конкурс по 16 август дополнително ќе бидат известени за термините кога ќе се тестираат. Оние кандидати кои ги немаат испратено потребните документи во хартиена форма по пошта до Државниот завод за статистика можат да ги достават на денот на закажаното тестирање во затворен плик во просториите каде што ќе се врши тестирањето и да ги предадат на присутниот државен инструктор или на членот на комисијата за пописниот реон 13. Кандидатите треба да дојдат на денот на тестирањето 15 минути порано од предвиденото време за почеток на тестирањето, заради преземање на мерките за здравствена заштита. Целосниот распоред на тестирањето по групи е објавен и на веб страницата на општина Кочани. В среда и четврток во Кочани ќе се спроведе уште едно прскање од земја против комарците. Тоа е пета дезинфекција ова лето со која ќе биде опфатено градското подрачје и дел од целата во рамничарскиот дел од општината. На 18 и 19 август во раните утрински часови на подрачјето на Кочани, стручна екипа од Центарот за јавно здравје ќе го спроведе петтото превентивно прскање од земја за заштита од комарците.
Со превентивната дезинсекција ќе бидат опфатени површини во градското подрачје на Кочани. Исто така и низинските села што припаѓаат на територијата на општината. За третманот против комарците ќе се користат широкоспектарни инсектициди, што се одобрени од Бирото за лекови. Од општина Кочани предупредуваат дека пчеларите треба да ги преземат потребните заштитни мерки за време и после третирањето на подрачјето на општината. Во случај на ветар, дожд или пак други неповолни временски услови, дезинсекцијата ќе биде одложена за следниот поволен период. Околу 50% од порачаните количини огревно дрво за пензионерите од Кочани и општините што ги покрива Сдруженијето на пензионери веќе се испорачани до корисниците, информираат од Сдруженијето. Оваа година договор за огревно дрво потпишале 835 пензионери за 200 повеќе од лани. Од количините огревно дрво што годинава се порачани за дистрибуција на 835 пензионери, колку што склучиле договор, околу половина се веќе дистрибуирани, информираат од Сдруженијето на пензионери Кочани. И покрај отежнатите услови поради состојбата со коронавирусот, од Сдруженијето велат дека до крајот на септември сите пензионери кои потпишале договор преку Сдруженијето ќе добијат огревно дрво. Дрвата количински и на луѓето се донесени негде до половината, значи околу на 400 пензионери и нивните фамилии се веќе обезбедени. По договорот до крајот на септември треба и ќе добијат сите пензионери што уплатуваат дрва преку наше здружение, ќе добијат огревни дрва. Тие луѓе се во една средна и послаба категорија во однос на примањата, висината на пензиите, и кај ние овој начин на обезбедување на дрва преку наше здружение е поволен. Едно што има квалитетни дрва се обезбедуваат, а друго плаќањето е на 8 рати. Плаќањето на 8 рати без никакви додатни каматни и провизиски услуги, него плаќа го само оно што го одредува шумското стопанство или шумското предпријатие на Македонија, Македонски шуми, како дрво, како квалитет и вид. Дали е тоа тап, бука или нешто друго. Кај нас, преку нас се обезбедува само бухово дрво. Сдруженијето годинава има потпишано договор за огревно дрво со предпријатие од Кочани за помали количини, околу 1600 метри просторни, и останатите поголеми количини се од предпријатие од Пехчево, фирма со која Сдруженијето соработува десетина и повеќе години и секогаш добива квалитетно огревно дрво и навремена испорака. Сдруженијето на пензионери од Кочани секоја година ги снабдува со дрва своите членови пензионери, така што тие немаат потреба за загриженост од евентуално доцнење во испораката. Почитувани, тоа беа информациите за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.